Земјотресите не ги убиваат луѓето, туку срушените згради, како последица на неодговорно или неприменување на прописи од страна на проектантите. Или градителите, или на сите заедно. Нема ефтино и квалитетно, нема квалитетно и брзо, а да биде ефтино. Значи, од триаголник ефтино, квалитетно, брзо, тие три не може да се поведат во никој случај. Немој да гледате тоа што се гради во Дубај и да го споредувате дека кај нас. Во Дубај нема земјотрес. Во светот постојат објекти изградени кои наведум, вие ќе се чудите како ова стои и како ќе се однесува на земјотрес. Меѓутоа, има систем кој тоа го овозможува. Треба да научиме дека ние сме овде сеизмички активно подрачје. Дека проекти направени за високо развиени земји, Франција, Германија, Шведска, Норвешка, едноставно не може да се пресликаат и да се изведат кај нас. За жал, желбите на инвеститорите, архитектите не можат да дојдат до израз до крај, затоа што ние имаме еден закон што е вика за градење, имаме подзаконски активен пропис за проектирање на сеизмички отпорни конструкции, имаме правила по кои што треба да се повинуваме и да ги почитуваме. Ако објектите кои се изградени пред 60-та година екзистираат во Мичурин, мислам дека има такви, тоа се изградите во пролече, зиданите објекти, кажав се, ќе бидат далеку повредливи при дејство во колку се случи Скопјско земјотрес. Понатаа мощната судбина на тие објекти, јас не од моја неблагодарно да кажам, ќе преживеат, ќе се срушат, дека ќе бидат оштетени, да, ќе се оштетени. До кој степен, можеби исторно ќе го преживеат земјотрес. Не постојат два идентични земјотреси со два идентични фреквентни состојби. Доволно е да има мала разлика да се помести лево или десно енергијата на земјата. Истото нема да случи, не може да биде истото. Не може да биде истото затоа што првенствено објектите кои се оштетија, срушија во за време на Скопска земјотрес беа објекти кои воопшто не се размислувало за некаква сеизмичка отпорност. Било каква адаптација дома, ако имам зидови од гипс картон, да ги поместам, да ги срушам, да ги отворам, не никаков проблем. Или некој зид од тула, меѓутоа во армирана бетонски конструкции, кај што носивиот систем е или е скелетен, или е мешовит, или во челична конструкција, кај што имам преградени зидови од тоа. Многу ретко е тоа. Било каква друга реконструкција која се задира во конструктивниот систем, поготово во објектите градени пред 63 година, кои се претежно масивни, односно зидани конструкции, е недозволиво без консултација, увид и согласност на соодветен градежен инженер кој познава таа проблематика. Значи, не можеме ние на своја рака, не текнал сега ќе рушиме дома и ќе направиме, ние сакаме да направиме станот да не биде една соба, меѓутоа негде може, во зависност од колку преградените зидови се од лесни материјали, гипс картон, кои не влијаат на крутоста, динамички карактеристики и јакоста на самата конструкција. Со генералните урбанистички планови, ние кога направиме да не може да помине човек, а не камо кола помеѓу густо населено, обршувањето на еден објект од многу причини, во кои што може да биде и човечки фактор, а и не мора, може да предизвика домино ефект рушењето и на другите објекти кои биле сосема правилно и проектирани и изградени, да издржат силината на проектниот земјотрес и не само што ќе предизвика штета и не де Боже човечки живот и вие ви ги
блокираат патиштата за интервенција, евакуација, спасување и така натаму. Објектите траат со стотини години. И тоа е печат на едно време кое треба да го негуваме, треба да го чуваме, не треба да го менуваме, не треба да му додаваме од страна или од горе, затоа што се додадено, со така наречените доградби и наградги, во заблуда се дека го разобуваме објектот. Не, го наградуваме и му правиме полошо, затоа што спојот на старото и новото не може да биде никогаш исти, не знаеме како ќе се однесува, не проверено е. Дали објектот бил зајакнат, не знаеме. Дали требало, не знаеме. И не само што треба да се избегнуваат надградби и доградби, треба да се забранат. Секој има право да се информира прво дали објектот има одобрение за градење. Многу битно. Значи, да не е бесправно изграден, па после ние ќе бараме легализација, односно така наречените дивоградби. Дали се запазени сите фази при проектирањето, значи проектант, ревидент, мислење, чим немаме увид во документацијата, како се градело, како се проектирало, не можеме за ништо да тврдиме дали е сигурно, колку е сигурно. Многу едноставно. Секој да си ја понесе одговорноста, да се однесува одговорно, совесно, професионално. И нема да имаме никаков проблем, затоа што ние не може да очекуваме дека зградите треба да издржат земјотрес кој се јава на секои 10.000 години. Зградата која е за стамбен фонд нејзиниот веќе 50 години, толку е според закон. 50 години е експлоатациониот век на една стамбена зграда. Регуларно. Се што е над 50 години, после се што ќе добиете зависи од толку колку сте се грижеле за објектот да остане, природата не простува, не ги простува нашите грешки. Кога тогаш нашите грешки ќе испливаат на виделина? Дали ќе биде за нашиот животен век? Дали ќе биде после живот? Меѓутоа имаме одговорност.